Мојот серијал со рудникот продолжува, ова е третиот дел. И одам сега пак натаму некај рудникот, меѓутоа морам да ви кажам дека ова е моје последно снимање од рудникот, затоа што рудникот се затрупал. Не знам дали е тоа направено од овие дождеви што беа сега, или сепак луѓето во црно се тука, кои што зацкриваат се зафркавам. Сигурно е затрупано затоа што се наоѓа на такво место стрмно, па си има затрупано. Меѓутоа, тоа е тоа. Ова е се снимки од рудникот кои што ги направив кога бев последен пат, па еве ви ги пуштам за малку да се потсетиме како изгледаше овој рудник. Рудникот беше многу интересен, имаше секако големи количини на руда. Најинтересно во него и најмистично ми беше починатото суштество кое што имаше жолта кожа и бела коса. Јас такво суштество што е жолто кај нас не знам, и тоа ми остави најголем впечаток во рудникот. Меѓутоа, ова се можеби последните снимки од овој рудник, затоа што сега е затрупан. И ајде сега полека одиме натаму, да видите и вие што се случило, да видите колкава количина земја е истурена врз рудникот и заедно да донесеме некој заклучок како сето тоа се има случено. Јас немам едноставно објаснување, освен тоа дека се случил некој одрон на земја голем, па сето тоа се поклопило. Или би можел да навлезам во некои теории, а тоа е дека се што е старо и интересно на овие простори се уништува. Па така можеби јас со тоа што го пронедов овој рудник, ги активирав тие служби или механизми, па се решија многу да не истражувам во него, да не најдам нешто што не треба, да го затрупаат. Тоа е секако само моје размислување, иако мислам дека поради огромната количина на земја, мислам дека сепак е ова сето направено, го има направено природата. Меѓутоа не ја исклучувам и таа можност за тие структури кои што заташкуваат се што е старо на нашите простори. Значи имам отворен ум и за двете верзии, да ги наречам. Меѓутоа, како и да е, рудникот е длабоко под земја повеќе, тешко достапен. Меѓутоа, имам снимки од рудникот, имам и голем број на снимки кои што не ги објавив. Можеби ќе склопам некое видео со сите снимки внатре во рудникот, меѓутоа сега за сега ќе оставам на ова, односно да ви покажам дека рудникот е затрупан и заедно сакам да заклучиме зошто и како овој рудник е затрупан и дали има поврзано со тоа што јас го снимав и одма после тоа овој рудник беше затрупан. Сега се наближуваме кон рудникот. Ова што го гледате пред вас се остатоците од рударењето, односно како ги ваделе од ридот, нели рудата, тука ја фрлале, пред рудата горе се наоѓа рудникот, меѓутоа сега ќе видите, за жал, тој е цел затрупан. Јас пред 4 или 5 дена го снимав
предходното видео, односно бев последен пат во рудникот, го истражував и сега кога се вратив, видов дека рудникот е целосно поклопен со земја. Сега дали тоа се случи поради дождот кој што падна пред 2-3 дена, дали некој намерно ги заскрива овие работи, не знам. Меѓутоа, голема количина на земја е фрлена врз рудникот и скоро е невозможно да се пристапи. Кој што гледате, се е поклопено со земја, доле се остатоците само од рудата пред нас, а тука право беше влезот во рудникот. Се гледа кај бил влезот, меѓутоа нема ништо останато. Тоа е тоа од рудникот. Ќе разговараме и ќе размислуваме кој и зошто би можел ова да го направи и како се случило. Како што видовте, рудникот зад мене е затрупан. Со тоа и завршува мојата трилогија околу рудниците. Сепак ќе кажем дали тоа го направи природата, дали го направија луѓето во црно, дали сепак самите жители на подземниот свет го затворија влезот, џуџињата, не знам. Се зафркавам, меѓутоа тоа е тоа. Рудникот го нема, беше интересна авантура. Секако заедно со вас ја поминавме. Само тоа да ви кажам, толку е ова видео. Испадна една мала прошетка до ова место. Тоа е тоа, луѓе, ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Ете, му оддадовме почест на рудникот и си тргаме назад. Полека. Вас на сите ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Кратко, ама сладко. А ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.